Екоактивистите ја етикетираат Дрисла како канцерогена зона и побараа да се испита што точно се гори на градската депонија и да се раскине договорот со италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте. Постави и црвена лента со која на камионите кои превезуваат отпад на половина час им беше оневозможено да влезат во претпријатието. Вака од Сдруженијето за чист воздух го изразија својот револт за енормното загадување, но и катастрофалната контрола врз работењето на Дрисла. Активистите велат дека италијанскиот концесионер нема вложено ниту денар во унапредување на технологијата, удрија и на правилниците, кои според нив се само чиста формалност, а се сомневаат дека во депонијата и понатаму се складира отпад донесен од соседните земји. Опасниот отпад повеќе во светот не се увезува, значи има една алка како се одбегнува Базелската конвенција која всушност тангира транспорт на опасен отпад. Таа стока која што тргнува од европски центри или од некои големи градови према трети земји, таа не се декларира според таа Базелска конвенција, туку се декларира како репроматеријал или суровина. На тој начин се одбегнува регулацијската рамка и на тој начин таа опасна стока стигнува до вакви трети земји. Сакаме да им дадеме јасна порака и на политичарите дека не им веруваме. Се повеќе веруваме дека постои нивна меченост во овој бизнис, затоа што загадувањето е бизнис, а се помалку веруваме во нивната неспособност да го решат ова. Господа политичари, ичистите си го вашето ѓубре затоа што пред избори ќе ве поклопи. Од 22 јануари филтерот за печката за медицински отпад не работи и е во дефект, но директорот се правда дека проблемот ќе биде решен во најбрз рок. До сомнежите дека се гори некаков отпад кој доаѓа надвор од Република Македонија, значи многу пати, не знам, мислам дека 100 пати кажавме, ние го гориме само медицинскиот отпад кој доаѓа од територијата на градот Скопје и оддел од малите здравствени институции кои вршат диализа од територијата на Република Македонија. Покрај тоа се горат лекови со поминат рок и одредени неопасни отпади како што се кредитни картички, доверливи документи. За утре е најавен нов протест во Скопје против аерозагадувањето. Активистите им дадоа рок од 15 дена на властите да ги исполнат барањата, во спротивно ќе поднесат тужба до државата.